Одлична емисија ви најавувам за ова утро. Доналд Трамп најави огромни царини. Некој ги преведува како тарифи, некој како такси. За остатокот од светот, затоа што вели дека Европа, Јужна Америка, Кина, Азија немаат фер однос кон Америка и сака да врати со тоа што ќе воведе огромни царини. Првите царини па веќе стапуваат на сила од сабота, 1 февруари. Тие се кон Канада и кон Мексико. Кај нас ние снимаме на 29, но се емитува на 31, така што од утре важат новите царини. На сад ќе видиме, може во меѓувреме и да се повлечени. Дека некој во Македонија сериозно пристапува кон политиките, говори ЦРПМ, Центарот за истражување и креирање на политики, еден од, ако не единствениот think tank во Македонија, кој така е поголем, помасовен, кој работи сериозно на овие политички работи. Оттаму имаме еден гостин ово утро кој направи анализа под наслов "Шок удари од тарифите на Трамп, дали Западен Балкан ќе биде погоден". Добре дојде за Горан Миладинов, истражувач, економист, експерт за економетрија и демографија. Така. Благодарам, Лючо, за убавата најава, за вашата покана, че смеја да учествувам во вашата емисија. На почетокот да почнеме со главното. Дали Западен Балкан и дали Македонија ќе бидат погодени од царините на Доналд Трамп и како? Вака, Центарот за истражување и креирање политики направи проекции врз основа на 2 сценарија. Сценаријата беа во однос на инфлацијата и во однос на економскиот раст. Да, економскиот раст во земјите од Западен Балкан, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Албанија, Црна Гора, без Косово, ведејќи немавме расположливи праваци. Ви имате 2 можни сценарија. Така? Првото можно сценарио е дека ќе воведат Соединетите Американски држави царини од 10%, така? И второто можно сценарио дека ќе воведат царини од 20%. Така, првото сценарио го нарековме ограничен Трамп и истото предпоставивме дека во текот на претираниот период 2025-2030 година годишно би се зголемувала инфлацијата за 10%, би дошло до намалување на... Во целиот регион збориме. Во целиот регион, да, во сите земји. Беше моделирано за секоја земја поединечно. Проекциите беа правени одделно за секоја од земјите. Во ова ограничен Трамп, значи, потоа имавме предпоставка дека 10% ќе има зголемување годишно на извоз, намалување на извозот по процент од БДП, 5% намалување на странските директни инвестиции и предпоставка за следење на природниот тек, тоест дадовме некој предпоставена проекција за учеството на работната сила. При ова оптимистичко сценарио, за колку ќе падне економскиот раст на Западен Балкан и за колку ќе падне економскиот раст на Македонија? Вака, според ова прво сценарио ограничен Трамп, најпогодена би била Босна и Херцеговина, која што би забележала негативни стапки на раст во периодот 2025-2030, исто така и Црна Гора. Како 2 мали отворени економии, значи ке нив забележуваме дека би имале најзначителен... Ние сепак се емитуваме во Македонија. На Македонија како ќе биде резултатот? Во 2025 година би се задржала се уште позитивна стапка на раст, меѓутоа почнувајќи од 2026 до 2028 година би имала рецесија. Значи ние ќе влеземе во рецесија, така. Доколку Трамп оптимистички ги намали ги воведе овие тарифи за 10%, така. Но
рецесија е многу сериозен збор и тоа е многу лошо. Тоа значи дека е лошо за економијата, но нема да биде голема. Колку би била? 2-3%? Да, минус 2 до некој е така флуктуирање од минус 2 до минус 0,5 и со надеж дека 2029-30 година повторно би се стабилизирала и би имале повторно позитивен раст. Второто сценарио е она Трамп не е песимистичко, реалистичко, вистинскиот Трамп, затоа што тој најавува високи тарифи, високи... Целосен Трамп, така го нарековме второто сценарио, Во него што овде направивме предпоставки за 20% зголемување на инфлација годишно ниво, 20% намалување на извозот, 10% на намалување на странските директни инвестиции и по 5% намалување на учеството на работна сила и на инвестициите во основни средства. И ова сценарио го можеме да кажеме дека непосакувано сценарио и малку по-драматично сценарио. И според истото би имале негативни стапки на раст или би влегли во рецесија сите. Тогаш ќе имаме... Тогаш Македонија за жал би била најпогодена според ова сценарио, некаде би стапката на раст би била некаде минус 7 до минус 8. Ова е полошо од војниот конфликт во 2001, тогаш колкав не беше растот? Тогаш не беше... Не знам, некаде, да. Минус 2. Значи ова е полошо, ние никогаш не сме имале како мала економија во развој, не неприродно е да имаме негативен раст, например за Германија која е веќе развиена економија, која е економија која нема каде да расте, што би се рекло, дури може да биде некако очекувано, но ние како земја во развој, оваа стапка од минус 8 која би се случила доколку Доналд Трамп воведе 20% царина за Европа со самото тоа и за Македонија, ова може да биде многу фатално сценарио за нашата економија. Токму така, значи и затоа го нарековме повеќе по-драстично сценарио и по непосакувано сценарио кој што не би сакале ниту да се случи. И според ова сценарио Србија би била исто така, би имала негативни стапки на раст на почетокот на периодот, меѓутоа и со позитивни стапки на раст. Значи најдобро би поминала Србија. Тоа е од целиот регион. Тука би додале дека и Албанија би имала исто така негативни стапки на раст во целиот период според ова сценарио. Почитувани слушатели, стиснете subscribe на нашиот канал на YouTube, читајте lider.mk и не заборавајте да ставите лайк на нашата Facebook страница. Горан Миладинов, економист, истражувач, економетричар, ова утро ги разгледуваме сите сценарија на Доналд Трамп и како тие ќе се одразат врз балканската и македонската економија. Ексклузивна анализа шок удари од тарифите на Трамп. Миладинов ги видовме нели од прилика како изгледаат, некој ќе биде повеќе погоден, неколку помалку, но врз база на која методологија ги направивте овие пресметки? Затоа што овде веројатно не влегува само нашата трговска размена со САД, која е директна, нели, ние имаме одредена трговска размена со САД, а не е голема, 3% од нашиот извоз е од нашата размена, односно од нашиот БДП е со САД, но кои други параметри освен трговската размена со САД беа земени во предвид за да стигнете до овие бројки? Така, освен земавме податоци од извозот како процент од БДП, податоци за индексот за потрошувачки цени како прокси индикатор за инфлацијата, податоци за учеството на работната сила во вкупното население 15 плюс и податоци за основните средства во инвестиции, основните средства во инвестиции. Дали ова анализа зема во предвид, да речеме, нашата трговска размена со Европа? Затоа што кога ова сценарио на Трамп ќе се реализира, ќе биде погодена и Европа. Со самото тоа би требало и нашата размена со Европа како дел од оној ланец на снабдување, supply chain,
би требало и нашата, нели, и ние да паднеме дополнително во однос на овие бројки, индиректно, односно да бидеме погодени, да се изразам подобро. Токму така. По-конкретно, економиите од Западен Балкан би биле индиректно погодени, бидејќи не се подлежат во овој случај не подлежат на директна тарифа од страна. Дали таа индиректна погоденост беше ставена како дел од пресметките? Тоа беше модулирано, значи беше направен економетриски модел каде што нели со алгоритам и со овие податоци, валидни, реални податоци за сите земји, беа направени најправи модели за секоја од земјите, а врз база на овие модели, добиените коефициенти за вклучените варијабли и нивните предпоставени вредности според нашите сценарија беа направени и проекциите, значи за секоја од земјите поодделно. Нашите проценки покажуваат дека сепак земјите од Западен Балкан, нели како што реков, како не директно, бидејќи подлежат само на таа универзална тарифа од 10%, бидејќи трговската размена на нашите земји со Соединетите Американски држави е некаде во размак од 3. Не е многу и затоа најмногу би биле погодени Европската унија, земјите членки Германија и Италија, бидејќи имаат огромен увоз, значи во Соединетите Американски држави. Ова е навистина шокантно сценарио. Замислете колку милиарди би изгубеле ние со овие 8% намалување, ние ќе имаме во нашето БДП веројатно негде околу 2,5-3 милиарди помалку, не, ако е 10% од 13, колку ни БДП? 13 милиарди од прилика, така беше? Да, ако е 10% милион кома 3, околу милиарда. Милиарда, така. Од прилика околу милиарда би... помалку би имале во македонската економија. Така. Ова ударот врз би го почувствувале земјите од воведувањето на тарифите од страна на Трамп, би го почувствувале секако земјите од Западен Балкан, бидејќи ќе се намали и извозот, ќе се намалат странските директни инвестиции, со тоа и ноу-хау, знаете дека оние носат и експертизата и стручноста, а сето тоа би влијаело и на намалување на конкурентноста на економиите од Западен. Во своето последно гостување на 360, премиерот Христијан Мицкоски кажа дека тие всушност со нивните активности околу инаугурацијата на Доналд Трамп учествувале и во она што се нарекува обид за лобирање Македонија да не биде погодена со овие царини и кон нас да не се воведат царини. Дали може би доколку Европа биде погодена со царини, Балканот биде погоден со царини, а ние, не знам, во некој комплот од 2-3 држави од Западен Балкан не бидеме погодени со царините на Трамп, дали тоа може да се види како економска можност за нас, затоа што тогаш европски компании би доаѓале овде за од тука да произведуваат и да извезуваат во САД. Така, едно од сценаријата од препораките на Центарот за истражување и креирање политики беше ова некоја можно сценарио, доколку Европската унија се одлучи своите производствени капацитети да ги пренасочи од, да речеме, од азиските земји или од самите земји членки и да го пренасочи, значи, производството во земјите од Западен Балкан, па и кај нас, нели, во Македонија. Во тој случај би требало да се државата, значи владата, нашите министерства треба да формираат така политики, активни политики за вработување и да поработат на прашањето околу справување со недостиг на работната сила, бидејќи знаете дека регионот има недостиг на работна сила, веќе подолг временски период и во тој домен треба повеќе да се работи. Утринско еспресо на Радио Лидер, почитувани слушатели, останете со 98,1 FM доколку не слушате на фреквенција.
доколку не следите на YouTube, отпосле кликнете subscribe на нашиот канал, односно предплатете се и ставите лайк на нашиот Facebook пейдж. Сега одиме со една кратка пауза за реклами. Вие што не слушате, како се вика, онлайн, нема да може да ја слушнете, затоа што авторските права не ограничуваат да ја емитуваме на YouTube и на Facebook, но оние кои не следат на радио ќе може да слушнат нешто од PJ Harvey, желба на нашиот драг гостин ово утро, која ни ја кажа пред почетокот на емисијата. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин Горан Миладинов, истражувач од Центарот за развој на медиуми, кој ја изработи анализата шок удари од тарифите на Доналд Трамп, дали Западен Балкан ќе биде погоден. Во првиот дел констатиравме дека економскиот раст ќе биде негативен, односно ќе влеземе во рецесија во двете сценарија, со тоа што доколку реалното сценарио се оствари на Доналд Трамп по 20% царини, тоа ќе значи дека ќе бидеме по 7-8% во рецесија и може да биде многу лошо за македонската економија. Зборувавме дека вие имате препораки. Првата препорака вие воведување на заштитни мерки на ранливите сектори. Како би се извело тоа? Така, ова би државата, институциите би требало да имаат даночни олеснувања за овие ранливи сектори. Кога зборуваме за ранливи сектори, се мисли на оние компании кои што произведуваат делови за машини и за возила, како и за текстилната индустрија. Краткорочни субвенции, па имаме потоа мерка за финансиска помош за истражување и за развој, според која би довело до некое сознание како би можеле да се диверсифицира извозот на овие земји. Значи, еве конкретно ако сакате да кажете, сакаме да кажеме за Македонија, 50% од купниот извоз оди во Германија. Значи, со овие мерки би требало да се најдат начини како би се диверсифицирало извозот, значи да имаме извоз во повеќе земји. Ова анализа може да ја најдете на crpm.org.mk. Во исто време ќе биде споделена и на вебсајтот на Радио Лидер во делот на подкасти. Под оваа емисија може да детално да прочитате што ќе се случува. Миладинов, ги спомнавте нели овие автомобилски компании. Ние ќе имаме уште пред да се воведат тарифи за ЕУ, ќе имаме тука, може да имаме значителни проблеми. Како? Еве од утре, како што спомнавме, ќе стапат на сила, доколку во меѓувреме не ги повлекол Доналд Трамп, ќе стапат на сила царините за Мексико. Дел од автомобилската индустрија во Македонија која произведува електроника и делови за автомобили, од тука преку Солун ги извезуваат тие делови во Мексико, каде што се склопуваат во финалниот продукт Мерцедес или Volkswagen или некој друг од германските брендови, и после тие автомобили готови се извезуваат во САД. Сега веќе ќе немаат конкурентна цена затоа што се произведени во Мексико. И овие царински бариери со Мексико индиректно уште веднаш ќе ја погодат македонската економија на еден или на друг начин. Така, тука сте во право да во дел дека би можело да биде погодена, а уште би било погодена доколку имаме некоја така наречено севкупна трговска војна. Тога еве на извозот во САД, Европската унија воведе реципрочни мерки со своји тарифи кон американските продукти, па во сета ова, значи, би се нашле многу земји така и неспремни, затечени, како би одговориле на сите овие предизвици. Како економист, ваше лично мислење, сега ви издвојуваме од Центарот за истражување и креирање политики, ви издвојуваме од ЦРПМ како доктор на економски науки, експерт за демографија, Горан Миладинов.
Одговорете ми, дали се рационални овие политики на Доналд Трамп? Сега јас не би можел да кажеме дали се рационални, повеќе би рекол дека се практични. Може би за нив би биле практични, бидејќи на тој начин во еден дел би регулирале би го регулирале трговскиот дефицит што ги имаат со Европската унија и со други, и со Кина пред се. Од друг аспект, тој изборува и за регулирање на емиграцијата, за Так. нерегуларните движења. Да, но, знаете, ако се создаде ваква позиција на трговска војна, Така. која неминовно ќе дојде доколку тој ги воведе овие високи царини за Европа пред се, тогаш, освен европската економија, на еден и на друг начин и американската економија би изгубила. Така, да. Во тој И дел. се што, и сега муабетов е, вие ќе бидете повеќе погодени од мене? Знаете, Да, окей, да, разбирам, доколку он да. има дефицит кон него, помалку ќе биде погоден, но нема да биде непогоден. Така. И ја делумно би се согласил дека е и рационално и практично, меѓутоа можеби на некој начин ова се некои начини, механизми како би издействувале да се купуваат американските производи. Еден од начините. Искрено, дали сметате дека ќе стапат на сила? Искрено сметам дека можеби ќе има некакви тарифи воведено, меѓутоа во каков обем и И за кои индустрии? за кои индустрии не би можел со сигурност да предвидам, меѓутоа ова нашите проценки беа проекции на дадени предпоставени сценарија. На дадени податоци од Доналд Трамп, Така, тој и на- дојде толку. И на предпоставени сценарија што би било доколку би било така. Значи доколку би се вовеле со 10 или со 20%. Србите би рекли ШББ КББ. Шта би било, кад би било? Кога би, да. Кога би било на Кога би било на македонски, така. Да. Добро, но еве, дали мислите дека не Јас може сепак сметам дека дека ЕУ и Кина нема морков да му дадат на Так. Трамп? Па како што е при крајот на неговиот прв мандат, има некаков договор ЕУ и Кина за купување на американски производи. Еве и сега во меѓувреме пред неколку дена излезе и ова Кристин Лагард, првиот човек на Европската централна така, банка. и она каже дека со Трамп треба да се договараат овие работи, па сметам дека ЕУ и Кина ќе го имаат морковот за Доналд Трамп и дека не би дошло до овие црни, би рекол, сценарија за или потенцијална трговска војна. Добро, Кина е веќе погодена, но и покрај Така, таа погодени, погоденост е конкурентна, колку толку, многу помалку, но сепак е конкурентна. Така, бидејќи ќе се бараат нови пазари, значи Кина ги бара доколку не може да извезува во Соединетите држави, таа ќе бара нови пазари. Во тој случај Европската унија би била преплавена од кинески производи. Од ефтини кинески производи. Тоа би било Веќе почнува на еден ден. така. Ја порачав јакна, на попус ми ја дадоа тему за 126 денари, јас се смеев. За 126 денари, помалку од кутија цигари да купиш јакна и ми стигна јакна и сега има крзно, не е нешто лошо, знаете, но 126 денари. Да, така. Да. Смешна цена, тоа очигледно намерно е, нели, дампинг направен за да може Кина да стане на среден рок по-конкурентна во Европа, но многу е ниска оваа цена. Горан, на крајот, пред да завршиме со оваа емисија, уште серија на неколку прашања поврзани со денес се случува бојкот на маркетите. Не знам во кој обем е тој. Граѓаните се незадоволни од цените на маркетите, сега кога имаме економист, не може да не го искористиме овде. Објективно ли е ова незадоволство? Секако дека е необјективно. Незадоволството веќе самите знаете дека од 2022 година веќе постојано имаме зголемување на цените и
платите стагнираат. Така, некаде се покачени, некаде не се. Има необиди за барање за минималната плата да биде покачена. Колку ќе биде покачена и тоа станува да видиме, меѓутоа граѓаните се доведени до обичниот граѓанин е доведен до Во многу лоша. Дури ситуација. владата го поддржа овој бојкот, а го поддржа и опозицијата. Чудно се сложи еве, иако до опозицијата велат дека власта е виновна за поскапувањето, ама не протестираат против власта, против маркетите протестираат, се малку има една чудна димензија. Би подсетило тоа на некој време кога имаше протести, контрапротести, не. И така натаму. Така натаму и до безкрај така. Та, но не може да има контрапротести затоа што на никој не му се таман цени, бе. Така, во Но тој случај. прашањето е, ја малку се исмевам со овие политики да новиве на бојкот затоа што по друга страна не може да им наштетите кога вие во четврток и во сабота пазарувате. Двојно ако Да, така. како вие ќе им наштетите на маркетите со тоа што во петок не Ќе одморат пазарувате. во петок, можеби ќе се одморат од муштериите. Да. Може, останува. Но обемот на работа ќе им Ќе остане биде ист. во сабота, да, и во сабота. четврток. Така. Тоа би било логично. Вчера и утре поточно, затоа што во петок се емитува тоа е интервју. најлогичното објаснување на ситуацијата во моментот, така. Па ќе останува да видиме дали Тука има простори за паметни политики. Например, баш на тој ден на бојкот да се даваат огромни попусти и така натаму. акции. Маркетиншки може и да премине во своевиден црн петок. Така. Black Friday, но како одговор на барањата за бојкот, но основано ли е поскапувањето? Да зборуваме за маркетите. Дали основано ги качуваат цените? Владата вели дека неосновано се качуваат цените, но едноставно нема можност како владата да реагира на сето тоа, слободен пазар е, но од друга страна маркетите се бранат дека не е баш така, дека имаат зголемени трошоци и нив им е повисока цената. Каде е реалноста? Основано, дали е основано владата има механизми за да го спречи ова. Како што претходно имавме периоди кога имавме замрзнување на некои производи, основни производи за широка потрошувачка кај граѓаните, може тоа да го направи. Има на располагање повеќе механизми. А од друга страна, како што велите и самите маркети, така, Трговци. Така, трговците се жалат дека имат поскапени давачки, поскапени трошоци, нели, за набавка за... Но, еве, да размислуваме, нели, рационално, дали воведување на данок на екстра профит за трговците би можел да влијае на тоа да се намалат цените, затоа што проблемот кај нас е што ова данок за екстра профит кај нас веднаш би било прокоментирано како левичарска политика и така натаму, но веројатно е единствен начин да се стават работите под контрола. Тука не е владата, тука е законодавниот дом, нели пред предизвик, но со данок на екстра профит би можеле да бидат ограничени цените во однос на тоа колку би можеле трговците да заработуваат. Така е, тоа е една од опции, ова е една од опции која што може да се примени и би најшла на отпор можеби од многу засегнати страни. Меѓутоа, од друга страна, мора нешто да се направи како за почеток, мада тој екстра, како што рековте, да биде во некоја минимална, нели, во некоја разумна основа, каде што така, вие не би можеле многу да ги повредите нив, но да го ограничите. Би можело да се разгледа да ограничите ставката на профит од еден продукт или вкупно на годишно ниво или така натаму. Наликува, да, како што самите рековте, на левичарска политика, на она прогресивно одначување, или што ги имавме како опции во текот на изминатиот период. Проблемот е што ние го имавме на персонален данок, прогресивното одначување. Но ова е една од опции која што би можело да се разгледа, така? Би дала дефинитивно барем некаков ефект и понатаму би можеле да се разгледуваат и да се проценуваат ефектите од тоа. И како статистичар ја
постојано ја анализирате, ја цените македонската економија, имаме ли ние простор да станеме успешна приказна како економија? Имаме ли воопшто, кај нас постојано ќе слушнете некакви забелешки, ние сме многу мали, не можеме да успееме, но пак кога ќе видите дека Израел произведува на иста територија колку Македонија повеќе од Македонија земјоделски производи, а се наоѓа во пуштина, ви доаѓа да се засрамите. Може ли Македонија, нашата економија да се реструктурира, да се воздигне од онаму каде што се наоѓа? Ако не, секако дека може, со здрави политики, со успешни имплементирани политики, значи не само да се остане поентата овде кај нас, не само да се подготвуваат стратегии како би било, и тоа побитно е да се направи добар план и реализација на тој план. Во смисла, имаме спомнавме дека имаме недостиг на работна сила, од тој дел може самата влада да поттикне поголемо учество на да привлекува квалификувана работна сила со поголема промоција на техничкото образование меѓу младите, за да се запишуваат на техничките струки, што би довело нели до некој момент на ноу-хау, нели овој момент што го збориме да можеме да излеземе така од оваа состојба и да бидеме дел од ова од единствениот европски пазар. Тоа исто е една политика која што политиката треба да се спреми да бидеме дел од единствениот европски пазар на Европската унија, да ги користиме ИПА фондовите кои што се на располагање за компаниите и да има некоја така заедничка интеграција на оние кои што веќе се одлучиле да доколку имаме некои повратници кои што би сакале да инвестираат во Македонија и да владата или институциите треба да им помогнат на ваквите луѓе, бидејќи тие се луѓе со пари, со големи заштеди и би можеле да придонесат за локалната економија. Во таа смисла, тука би го споменал и фактот дека економијата не само во Македонија и на Западен Балкан животниот стандард представува само 35 до 40% од европскиот просек. И треба да се работи на конвергенција на нашата економија, на нашиот GDP per capita во однос на Европската унија, за да нели се постигнати резултати и да имаме добра иднина во наредниот период. Горан Миладинов од Центарот за истражување и креирање политики, ти благодарам за твоето гостување. Навистина добра анализа, шокантни позиции за нас, удари кои може да бидат фатални по македонската економија, не очекуваат доколку се реализираат нели проекциите за воведување на тарифи од страна на Доналд Трамп. Ви благодарам и на вас за гостувањето. Секој добро. Почитувани слушатели, тука бе крајот на оваа емисија во која разговаравме со авторот на шок удари од тарифите на Трамп, дали Западен Балкан ќе биде погоден. Постојат две сценарија. Во првото сценарио македонската економија би настрадала за некои 2-3-4% би биле повторно во рецесија, но во второто сценарио кој практично е реалниот Трамп, оно што Трамп го најавува, доколку воведе 20% царини за Европа, вклучително со самото тоа и за Македонија, нашата економија би можела да падне дури за 8 до 9% годишно во наредните помеѓу 2025, помеѓу годинава и 2030 година. Ова би значало, би било огромен удар за нашата економија и впрочем ова е една од причините зошто пред изборите во Соединетите Американски држави мојата маленкост зборуваше дека Доналд Трамп може да биде многу лош
за нас. Останете со 98,1 FM, гледајте не на YouTube, претплатете се на нашиот канал и следете не на Facebook страницата Лидер и читајте lider.mk.